орелски крилја, как да си метнех. Уште по 3 за екстерно. И в наши стрни да си прелетнех. На наши места ја да си идам, да видам Стамбул, Кукуш да видам. Да, сега сте запишани и истовремено отпишани. Да видам дали срцето и тамо мрачно угревјат, како и вамо. Ако како овде срце ме стретит, ако пак мрачно срцето светит на пат далечни, ја ке се стегнам и в други страни ке си побегнам. Каква е ова ситуација? Каде срцето светло угревјат, каде небото звезди посевјат. Овде е мрачно и мрак ме обвива и темна мъгла земја покрива. Мразои, снегои, пепелници, силни ветришча и виулици, околу мъгли и мразој земјија вгрдиве, студој и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам. Дајте ми крилја, ја да си метнам и в наши стрни да си прелетнам, на наши места ја да си идам, да видам Охрид, Струга да видам. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, 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 questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasione. Таму зората греј душата и срце светло зајдвит в гората. Таму дарбите, природна сила со сата раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш, белеит или од ветар сино темнеит. Поле погледниш ил планина, сегде Божева е хубавина. Partigiano, portami via, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir. Е, тамо, по срце, в кавал да свирам, срце да зајдвит, ја да умирам. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, ciao, questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasione. Кога беше популарно ти да бидиш со раката вака краната со рачето? 2015 се сеќаваме како беше. Вака кога беше популарно да правиш ти. Разбираш? Кога беше популарно да пееш Бела Чао. Значи види, јас не се сеќавав на овој настап на Игор Џамбазов. Јас кога го видов настапот во 2023-та, кога како некој последно говедо се лигаеше рецитирајќи срцепарателни македонски патриотски песни, си реков, абе, значи можам да се кладам, дека ако одам на YouTube и ако одам година по година наназад, ќе го видам истото ова лигање за шарената револуција. Ни во моите највлажни соништа не мислев дека ќе го најдам ова што го најдов.
Значи ако запримети прво му рече еј, ај уште 3 за екстерно. Чак тис. И тоа беше таму, тогаш и за екстерното беше голема работа, ако се сеќаваш. Ико почна од пишаните, реков, окей, од пишаните сега нешто ќе збора, па гледам ништо не пе, си реков, ќе треба да продолжам со мојата потрага, можда 1 година поназад. И братко, заврти на крајот на Бела Чао, кога ги видов тие, речи го, празноглави говеда од водители, како покажуваат шарена револуција, no justice, no peace, нема правда, нема мир. И брат си реков, ова е клипо. Значи, не можам да верувам дека луѓето се толку глупи да застанат сега да прифатат да онакво лигаење на говедо како Игор Џамбазов. Значи, јас разбирам дека на луѓето Игор Џамбазов му е дел од детството, дека му е дел бинго, брат, гледаја, па не знам, излегва на телевизија, убо глуми човеко, па и симпатичен е, разбираш, боеме, пија, лумпуа, по тавани шета, разбираш. Значи, Јас ќе те не може потсетам. да дозволуваме такви гомнари. Македонскиот архетип на офуцан фраер, кој што прашва кој чие дупе треба да лиже за да биде секако што треба. Кое дупе треба да, знаеш како што правеа старлетите во Холивуд, со кој треба да се ебам вечерва за да добијам улога, така, буквално такви се. И не е само Игор Џамбазов. Сите оние што ги мислите шизици, кул деца, паметни, интелигентни, сите се такви. Ако се обесени на државна цицка, тој нема избор. Неговиот живот е составен од една бескрајна вежба за губење кичма, за виткање глава, за седење мадро, за глумење пријател на тој што е на власт. Затоа што само на таков начин, на државна цицка, се преживува. Нема трет. И тоа, жалам што ќе го кажам, се 99% од актерската фела. 99% од уметничката фела. Затоа што во земја како Македонија, денешен Северџанистан, ако сакаш ти, брат, да се занимаваш со култура, уметност или не знам што, тогаш треба да лижеш владино дупе. Нема трето. Затоа што единствените пари кои што влегуваат во култура, во уметност, влегуваат преку државата. Затоа што ако не земиш од државата, тогаш ќе мораш да произведиш нешто што луѓето сакат да одат и да го платат со своите тешко заработени пари. А тоа е, брат, многу тешко. Нема потешка работа отколку да направиш нешто што ќе му се допаѓа на публика. Нема потешка работа тоа.